Не постои законска пречка за склучување на договори во овој период, посочи дополнителниот министер за земјоделство Цветан Трипуновски, кој денеска оствари средба со земјоделците од Свети Николе. Вели дека согласно дописот од Државната комисија за спречување корупција, иако се наоѓаме во период со техничка влада и подготовка за избори, договорите на земјоделците за закуп на земјоделско земјиште може да се продолжат. Постои многу елегантно решение, без при тоа да се прават било какви измени на законот, а тоа е дека согласно поднесените барања од страна на земјоделците, министерот по претходна одлука на влада може да склучи договор за непосредна спогодба и во овој период, иако се наоѓаме во предизборието. Јас пред мене го имам и дописот од Државната комисија за спречување за корупција и од 2016 и од 2019 година, каде што сакам да цитирам дека не постои законска пречка да овие договори бидат продолжени без при тоа да се прави преголема политика, а земјоделците да се нервираат. Имено на прашање дали постои законска пречка во овој период да се склучуваат вакви договори, одговорот од Државната комисија е следниот. Од денот на донесување за одлука за распишување на избори до завршување на изборот на претеници и изборот на влада на Република Македонија не постои законска пречка да се донесе одлука за давање согласност за склучување договори за земјоделско земјиште. Значи повторувам, не постои законска пречка. Трипуновски вели дека стои на располагање на земјоделците без разлика каква ќе биде нивната одлука, дали ќе протестираат или не. Дециден е дека нивните барања за продолжување на договорите се уредно доставени и дека требало до сега да бидат продолжени. Ја мислам дека земјоделците неминовно е да излезат на протести. Јас стојам на располагање и ниту во еден момент не сум го кочил изборниот процес, односно процесот на склучување договори. Јас сум расположен за соработка, меѓутоа пак ќе потенцирам. Многу ми е жал што мораме преку медиумите да вака се докажуваме како треба да се работи. Мојот фокус е земјоделците да бидат заштитени и едноставно да се избегнат сите вакви действија. Трипуновски вели согласно податоците од Министерството, до 31 декември 2023 година имало 129 договори кои не се продолжени, а за кои има поднесено уредни барања.